Веќе од 1. јануари 2023 година стапува на сила новиот закон за управување со дополнителни текови на текстилниот отпад. Сепак тој закон можда носи некои преоптимистични за нас промени, меѓутоа ако успешно ги прифатиме и успееме да ги имплементираме, очекуваме дека ќе има добри резултати. Промените се во насока на тоа да се унапредат стандардите за заштита на животна средина, а сето тоа да води кон намалување на количеството на текстилен отпад, преку тоа што обврска на секој градоначалник на општините ќе биде да на одредени локации постави контењери во кои што ќе се врши примарна селекција на текстилниот отпад, па јас велам дека секој од нас грижата за животната средина треба да ја започне преку сопствените гардеробери. Сите имаме облека која што не ни е потребна, треба да размислиме пред да ја фрлиме, дали можеме таа облека да редизајнираме, да создадеме едно ново парче облека, бидејќи верувајте, од една блуза наместо да ја фрлите во контењер постојат 1 милион работи кои што можете да ги направите од неа, почнувајќи од ташнички за пазар, пернички, бандани, марами и така натаму. Меѓутоа, доколку решиме да го фрлиме тој текстилен отпад, има контењери кај што можеме тоа да го направиме без да влијаеме негативно врз загадувањето на околината. Секако многу е важна да се интензивира соработката помеѓу компаниите и универзитетите. Тој текстилен отпад кој што тие го генерираат, ние да го користиме како ресурс, да можат студентите на факултетите да изработуваат одредени парчиња на облека, па сето тоа еден ден да можат и да го продадат на пазарот како производ со додадена вредност во вид на дизајнерска облека.